Многу е страшно што се дозволува во Република Македонија лажните вести да се шират побрзо од вистинските вести. Во моментов во собранието се разговара за законот за недискриминација. Законот за семејство ниту е на дневен ред, ниту е на дневен ред во Министерството за труд и социјална политика. Законот за недискриминација, како и во сите држави кои што се развиени европски, каде што Македонија и се стреми, се регулира системот за заштита од дискриминација. Не се регулираат семејните односи. Во законот за семејство се регулира семејството, кое што денеска е позиционирано како дефиниција помеѓу маж и жена, и родителите се ословуваат со мајка и татко. Јас ги замолувам сите медиуми, сите граѓани да не подлегнуваат под лажните вести, манипулацијата која што се обидува опозицијата да ја шири, затоа што 10 години владееше со страв и манипулации, денеска тоа не смееме да го дозволиме. Да се фокусираме за законот за недискриминација, кој што апсолутно дава еден друг стандард за заштита од дискриминација за сите граѓани, каде што за прв пат се воведува професионална комисија, која што ќе треба да има искуство и знаење за да спречи дискриминација и да постапува по дискриминација. Дополнително се воведуваат други термини, како што се сегрегација, кој што досега не смеа имале, затоа што тоа е нешто кое што треба да се вклучи. Имаме родов идентитет, сексуална ориентација и сето тоа дава нов стандард за Македонија, согласно европските директиви, согласно меѓународните стандарди, согласно UN стандардите кои што нашата држава ги ратификувала. И морам да кажам дека овој закон е еден од ретките закони кои што од сите овие меѓународни тела доби позитивно мислење и истиот тој е така доставен на влада и од влада доставен во собранието. Јас очекувам сите пратеници конечно да застанат зад овој закон со цел да Македонија ја доведеме на ниво на земја која што ги почитува човековите права и не дискриминира.